Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. В името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, братја и сестри, овој ден од Светата Црква определен да се слави раѓањето на светиот, славен и сефален, пророк, претеча и крстител Христов е навистина голем дел. Самото евангелско четиво, кој што има за цел да ни ја прикаже повест, историскиот тек на настаните, кој што доведоа до чудесното раѓање на уште почудесната личност на пророкот, продромот и крстителот на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Нашиот прекрасен јакон, доктор Марко, прекрасно ни го читаше денешното евангелско четиво и особено во ведниот дел од Евангелието, во кој што, доколку бевме доволно будни, ќе забележевме мощни, интересни информации и податоци за тоа како устното предание на црквата се преточувало во писмено предание на црквата. Во првите векови, во првиот векот, историското христијанство, самиот апостол и евангелист Лука ни зборува црквата Божја живеела така што го паметела се она што усмено се предавало од поколение на поколение, но од страна на оние кои што биле живи сведоци на Христовиот живот среде нас луѓето и во овој свет. Знаењето на луѓето кои што со своите очи го гледале Христос, со своите уши го слушале Христа Господа, со своите очи ги гледале делата што Христос ги творел, а за кои што на едно друго место Евангелието се вели ниеден друг во историјата на човештвото не ги сотворил. Биле доволно силни, мокни, во него да се познае самиот Христос, Спасителот на човекот и на свет. Но сето знаење за него, велам, на самиот почеток не било запишано, туку било усмено предавано. Така и за историјата на раѓањето на светиот пророк, продром и крстител исто, сите знаеле, на сите места во тогашниот христијански свет се зборувало за него. И сето тоа светиот апостол евангелист одлично го знае, но бил свесен за фактот дека незапишаната реч подлежи на заборав или на промени, за да не се случат фалсификати од оригиналот. Светиот евангелист Лука решил целата историска повест околу раѓањето на свети Јован Крстител да ја запише и да му ја испрати на своето духовно чедо Теофил. Се ова што јас досега го зборев на Теофил апостол,
му е наменето и нему му е во писмена форма кажано. А тука чувме како светиот апостол зборува за светиот пророк Захари и неговата сопруга Елисавета. Две личности кои што безпрекорно го исполнувале секое словце од законот Господен запишан во Стариот Завет. Но немале деца. Во тогашниот свет, во светот на Стариот Завет, неимањето на деца било предмет на показ, на прекор, но тие не го губеле зарад тоа боголюбието свое и верноста кон законот и пророците. И потоа тие наполниле или стигнале до својата длабока старост. Преку 80 години ја живееле 9-тата деценија од својот живот. Без дете. И еден ден со жребка светиот пророк Захари, првосвештеник во Ерусалимскиот храм, требало да ги принесе се народните молитвите на избраниот народ Божи, Стариот Израил, во најсветиот дел од храмот Господен и да го окади светиот олтар и светиот храм. И тој тоа го направил со радост, бидејќи неговиот живот бил живот за Бога и во синагогата, во црква, старозаветната црква Божја. Но кога стигнал до олтарот и го окадил, тој се соочил со една чудесна средба. Се сретнал со самиот благовесен архангел Гавриил. И тој така и му се представил. Јас сум архангел Гавриил, од Бога сум испратен да ти соопштам радосна вест за тебе. Ке добиеш нешто што цел живот го бараш, а го немаш. Ке добиеш чедо, дете ке добиеш. А тој се почувствувал затекнат. Како е можно, рекол, тоа да се случи со мене во овие мои години од живот? Како ќе знам дека тоа што ми го кажуваше вистина? Светиот архангел побрзал да го увери во автентичноста на јавувањето негово и на самото благовестие. И му рекол, бидејќи не веруваш дека ќе се случи тоа, додека не се случи, додека не го добиеш твојот син, ќе занемеш, нема да можеш да збориш. И народот бил збунет пак од тоа што светиот пророк Захари задоцнил, многу задоцнил во светиот храм. Но никој не знаел зошто. А кога излегол светиот пророк, не можел да им каже ништо.
не можел со јазик, со збор да им соопшти што се случило со него во светиот храм. Се обидува со рацете, со гестови, на разни можни начини, со гестикулација, на лицето и рацете, но никој не го разбира што сака да каже. И потоа се случи бременоста на Елисавета, 6 месеци пред тоа со Богородица мајка, со Христа во својата утроба. И детето растеше во утробата на својата мајка и го чекаше денот на своето раѓање, денот во кој што ќе влезе во историјата на човештвото и свето како активен творец или артикулатор на истина. И кога дојде денот Свети Јован да се роди, се собраа сите, бидејќи цел град, сиот свет, што ги знаеше и тие што го познава, им се радуваше и ги поддржува. И кога дојде, и кога се роди малечкиот, настана полемика околу тоа кое име да му се стави. Сите беа за тоа да му се стави името на неговиот татко, Захари. Но кога слушна мајката Елисавета за тоа, решително им кажа, не, името негово е Јован. И тогаш се сетија да го прашаат и неговиот татко, дали се согласува со предлогот синот да му се вика Јован, иако во нивното семејство ниту еден член такво име не носе. Тогаш светиот Захари побара штичка и на штичката го напиша името на своето дете. Јован му е име. А тоа име му беше кажано од ангел Гавриил. И во истиот час се разврза неговата уста, неговиот јазик, тој благовестеше, пророкуваше се она што ние го знаеме за светиот пророк, претече и крстител Христов, тој го кажа во тие кратки, екстатични молитви и пророштва за него. Тој се го кажа. Се она што ние денес го знаеме за него. И така, најмили мои, хагиографијата на светото дете не е едноставна, не е проста. Тој е живот на една личност која што целосно Богу се посветил. Само останато, бидејќи неговите родители пред се татко му беше зверски убиен на прагот од светиот храм и крвта негова се скамена, се претвори во камен и никој до ден денешен не може да ја тргне од местото каде што е пролеа. А светата мајка, за да го спаси од колежот што Ирод го превзеде во Витлеем, го одведе во пустина, да живее со лавовите. Таму неа ја затекна смртта, а тој живееше во невидена аскеза. Уште во години, кога со млекото од градата на мајка му се хранеше. И така Богу посветен целосно. Од Бога беше подготвуван за денот кога тој ќе го крсти нашиот Господ и Спасител Иисус Христос. Амин. За многу